поздравам сите денес на овој наш митинг, каде што се соопштиме многу активности кои што ги спроведуваме во периодот кој што е пред нас. Сакам да ги поздравам активистите од Унија на млади сили, од Унија на жени, нашите подржувачи од сите селски средини и од градското подрачје на општина Македонска Каменица. Сакам да се извинам затоа што за доцневно председателот имаше обврски и да се заблагодарам за тоа што е највреме да дојдеш во нашата општина Македонска Каменица. Почитувани сограѓани, на 29 октомври мора да победиме во општина Македонска Каменица и да ја завршиме успешната приказна за нашата општина. Сакам да се заблагодарам за огромната подршка на 15 октомври и да кажам на сите тие што го дале гласот за нас, го дале на вистинското место. Оние што направија неважечко ливче, да ги охрабриме да донесат правилна одлука и да не подлегнуваат на притисок и уцена. Успешна и стабилна Македонска Каменица нека биде нашата заедничка цел која ќе ја постигнеме на 29 октомври. Целите присутни. Ние, како сериозна локална самоуправа, изминатиот период работевме за сите граѓани и партиската припадност не беше на прво место. Денес многумина сограѓани од општина Македонска Каменица кажуваат дека тоа било грешка. Ама ние имавме повисоки цели. Каменица да биде општина на сите граѓани, успешна и просперитетна. Ние целосно ја променивме сликата за нашата општина. Денес сите сме сведоци на нашиот уреден градски площад, сите сме сведоци на современиот градски пазар, сите сме сведоци на асфалтирани улици во централната средини, сите сме сведоци на километрите локални патишта кои што ги изградивме во секоја една селска средина. Сме сведоци за новата водоводна мрежа која што имаме. Исто така сме сведоци на новите тротоари, новото осветлување, новите улици. Исто така, ние во Македонска Каменица сме сведоци на новата куќа на спортот, на новиот дневен центар за деца со посебни потреби и новој прекрасен културен дом кој што го изградивме заедно со подршка од владата на Република Македонија. Покрај тоа работевме и на уредување во селските средини. Многу улици, многу водоводи и многу мостови направивме кои што беа побарање на граѓаните. За нас е одлика се она што ќе го ставиме во програмата на вистина и да го реализираме. Почитувани пријатели, ние го уредивме и манастирскиот комплекс Еленец и секоја година го надградуваме со нешто ново и осмислуваме многобројни содржини. Денес сме сведоци на многу проекти во образованието, во спортот и во културата. Ние имаме социјални мерки кои што значат еднократни парични помошти, кои што значат помошти за лекување, бесплатна исхрана на дечињата во основното училиште, бесплатна исхрана на дечињата од социјалните категории во детската градинка и многобројни други социјални проекти кои што преку програми во изминатиот период ги измисливме и ги реализираме. Исто така, ние сме единствени и по многобројните културни настани, развојот на невладениот сектор и секако инвестициите во спортот. Бидејќи пред некој ден слушнав како опозицијата ќе го развивала спортот во Каменица, па да кажам дека во 2009 година, кога ние преземавме локалната самоуправа, немавме фудбалски клуб заради тоа што тој беше затворен уште од 2002 година. Немавме ракомет, немавме кошарка. Започнавме најпрво со група ентузијасти, влеговме во трета лига. Направивме тениски терени, направивме повеќе наменско игралиште благодарение на владата, направивме училишна спортска сала и дојде време фудбалскиот клуб Каменица Саса да заигра и во втора македонска лига. Да добиеме куќа на спортот, да ги финансираме училишните спортови, да имаме и кошаркарски клуб, и ракометен клуб, и да ги финансираме индивидуалните спортови. Ние уште многу други проекти ќе направиме заради тоа што го ставиме во програма и го ветуваме. А нашата опозиција, како да не знае дека се тоа функционира, па ветуваат дека ќе инвестираат во фудбалот, во ракометот и во кошарката, ако за тоа ние веќе имаме поставено стандарди и функционира веќе неколку години. Денес сите треба да се запрашаме што добивме откако СДС дојде на централна власт. Да пренесеме на каменичани. Каде е стариот закон на рударите што го ветуваат?
Се уште добиваме сметки за радиодифузна такса и ја кажуваат дека ги укинале. 10 пати беа да се сликаат на одржав на магистралниот пат Каменица-Кочани и после 6 месеци истиот одржав стои и ниту еден камен немаат поместено. Го стопираат проектот за регионалниот пат Македонска Каменица-Паланка, за кој што владата на ВМРО-ДПМН имаше обезделено финансиски средства од Светска банка и се боревме да го реализираме. Тие денес го стопираат. Граѓаните на нашата општина не ги снабдија со огромно дрво, а пензионерите немаат големени пензии. Само празни летувања и штетни договори за македонскиот национален идентитет. Тоа го добивме во изминатите 6 месеци. Што се случуваше во Македонска Каменица во овие избори? Секој ден инспекции и полиции, секој ден закани. Дали се тоа фер и демократски избори? Кршење на местни штабови, како што го направи тоа во село Тодоровци. Разнесување на вработени во тек на кампања, кои што ги преместија во Македонска Каменица во Берово. До пред еден месец сите вработени во локалната самоуправа ги квалификуваа како мои партиски послушници, а денес опозицијата ги спасела од мојот притисок. Да се оди до степен кандидатот за градоначалник од СДС да оди да се јави на самохрана мајка во јавната администрација и да ја праша дали мисли од понеделник да оди на работа. Овде се поминати сите човечки граници, ке поминат и избори и луѓе, ама лошите зборови и постапки не помилуваат. Ние нашата општина не ја завизувавме таква како што тие сакаат да ја прават. Кажуваат дека сме биле богата општина. Да, ама за да бидеме такви некои се изборил. Благодарение на владата на ВМРО-ДПМН и на премиерот Никола Груевски, концесиите да прашуваат општина Македонска Каменица. Јас сум среќен што денес трудот на луѓето се инвестира во нашата општина. Тие повторно шетаат со пратениците од соседните градови и едва и чекаат повторно политички да ги управуваат од соседните градови и да земат се што имаат од Каменица, а за граѓаните на нашата општина да не остане ништо. Тоа црно сценарио граѓаните на нашата општина нема да го дозволат. Каменица е лидер во регионот и нема да оди назад, туку ќе оди напред. Ние како сериозна локална самоуправа подготвивме програма која што е доставена до сите домови до граѓаните на нашата општина. Конкретни проекти кои што се во интерес на граѓаните и кои што навистина можат да бидат реализирани. Не одиме во домот да кажеме што ти треба на тебе, ние тоа за ден утре ќе го направиме и да даваме важни ветувања. Ние имаме добро пресметани проекти кои што се соодветни со нашиот буџет и навистина знаеме дека тие во периодот кој што е пред нас си ги реализираме. Ние знаеме дека имаме можност да направиме нова општинска зграда, а старата општинска зграда да ја пренамениме со простор за пензионерите, за самохраните мајки, за социјалните случаи и да добиеме 60 нови апартмани за ранливите категории од општина Македонска Каменица. Ние имаме еден проект кој што кажавме дека до секоја една куќа во селските средини ќе добие асфалтен пат. Тој проект го започнавме и е завршен во село Тодоровци. Тој проект е опочнат во село Луковица. Тој проект се реализира во село Моштица, во еден дел каде што до секоја куќа имаме изграден асфалтен пат. Во програмата ги има сите локални патишта кои што ги изградиме во периодот кој што е пред нас. Ние исто така имаме проект со кој што ги стимулираме младите да инвестираат во собствена идеја, односно да отпочнат собствен бизнис. Многу труд ќе вложиме во развој на индустријската зона, заради тоа што имаме подготвена проектна документација, имаме детални урбанистички планови и планираме една од следните инвестиции да биде во нашата индустријска зона во општина Македонска Каменица. Сите улици во централното градско подрачје ќе бидат завршени, секоја една куќа во општина Македонска Каменица ќе добие асфалтен пат. Кажуваат со мотото дека ќе работеле по план и по програми. Ние со општина Македонска Каменица донесовме нов генерален план, донесовме повеќе од 10 урбанистички планови. Ние легализиравме повеќе од 700 индивидуални објекти и створивме услови за се она што не е реализирано со новите детални урбанистички планови, навистина и да го легализираме. Ние имаме многу проекти кои што ќе го подобрат водоснабдувањето во селските средини. Имаме подготвена проектна документација, имаме планирано средства и навистина тоа и ќе го завршиме.
Имаме повеќе од 15 нови проекти за спортот, за културата и за образованието. Вие знаете дека во општина Македонска Каменица има културни манифестации кои што се едни од подобрите во цела Источна Македонија. Знаете дека нашите ученици се стипендираа и дека се наградуваа не само учениците, туку и професорите. Знаете дека иако немавме образци, инвестиравме и во здравниот дом со набавка на возила, на мамограф и се она што е потребно да го подигне животниот стандард на граѓаните од нашата општина. Почитувани, јас неколку пати кажав, денес пак ќе повторам, дека градоначалничката функција бара стабилност, знаење, искуство и работа. Многу работа. А градоначалникот треба да биде успешен, докажан, образован, одговорен, умерен, почитуван и домаќин човек кој добро ги познава работите во локалната самоуправа. Кога ќе направите споредба помеѓу овие квалитети и помеѓу двата кандидати, во првиот момент ќе го имате одговорот. Ценени пријатели, во изминатите 8 години ние покажавме дека живееме со вас, со вашите проблеми, секојдневно споделувајќи ја болката или пак радувајќи се на успесите. Ние покажавме дека сме вашиот отворен телефон, дека сме секогаш овде, дека општината е за граѓаните и во рамките на можностите постапуваме да реализираме. Така ќе биде и во периодот кој што е пред нас, заеднички ќе градиме иднината. Во следните неколку денови на сите блиски, роднини и пријатели, пренесете една порака. Секој добро нека размисли во каква општина живеете пред 8 години. Каква беше и дали се движеше напред. Ако сака општината да биде уште по-просперитетна и успешна, нека застанат на страната на трудолюбивите, одговорните, сериозните и посветените. А ако не ја сакаат својата општина успешна, тогаш нека застанат на страната на оние 15 луѓе кои јадат празни ветувања, кои се закануваат, уценуваат и само чекаат да дојде 30 октомври па да јадат живи луѓе во општина Македонска Каменица. Ние продолжуваме посветено. Многу направивме, меѓутоа не завршивме. Затоа ве викам сите вас, заеднички сплотени, да продолжиме со крената глава заради тоа што немаме од што да се срамиме. Да продолжиме со нови проекти. Да не се плашиме од заканите и од уцените кои што секој ден ни ги упатуваат. Душата која што ја носиме и срцата која што чука во Каменичани никој не може да ги ја земе. Ние веруваме во оваа победа на 29 октомври. Ние веруваме заради тоа што нашата општина е градена заедно со вас и ќе бидеме секогаш заедно со вас. Ние сме за секогаш работа, секогаш Македонска Каменица, секогаш Македонија. Да го заокружиме бројот 13 и да биде наш среќен број. Да не дозволиме некој да си игра со судбината на Каменица и на каменичани. Да продолжиме да формираме институции и да се движиме напред. Да се живи и здрави, да се на добра мисла. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија. Благодарам. Дозволете ми сега на наше огромно задоволство